Почитувани гледачи, вие го следите подкастот Глаголица во рубриката Арс Либрум. Денешна уметничка книга ја отвораме со едно ексклузивно име, една ерудиција на спојот на духовното и интелектуалното. Редот, мерата и совршенството, како да доживува една совршена симбиоза на страстното творештво. Име кое што во македонската, европската и светската публика постојано ја бранува, ја восхитува и возбудува со својата реч. Јас денес и велам добре дојде на академ Катица Ќулавкова. Професорке, завршивте факултет, студиравте во Скопје и на Сорбона. Докториравте во Загреб, предававте на книжевна херменевтика и креативно пишување на филолошкиот факултет, член сте на МАНУ, член сте на Европската академија на науки и уметности во Салцбург, подпредседател сте на меѓународниот ПЕН во Лондон. Се остварувате низ драмското творештво, низ расказите. Сепак поезијата е ваша артеприма, еден составен дел на вашата личност. И би ве прашала од каде талентот, од каде инспирацијата, дојдовме ли до тој клуч? Мислам дека дури поспоредно е од каде инспирацијата, битно е дека постои. Значи, вдахновението или го имаме, или го немаме. Сепак тука самиот човек не одлучува, туку одлучуваат констелациите, нели, во кој што е роден, во кој што живее, постои, работи и така натаму, и некогаш дури може да се случи да некоја личност има, некој лице да има некакво вдахновение, потенцијално, латентно и така натаму, ама да не оствари големо дело поради тие околности, нели, услови за пишување, за објавување, за комуникација, за напредување, за учење и така натаму и така натаму. Значи, јас уште од мали години имав свест дека поседувам одредена дарба. Значи, уште како мала, тоа се чувствуваше и го чувствуваа моите во семејството и во училиштето, каде што, сега се сеќавам, јас не сум човек кој се навраќа на тој начин на минатото, ама во овој повод ќе ми дозволите да кажам. Значи, уште на своите 5 години, оти тогаш се започнуваше, нели, со 7-7,5 да се оди на училиште. Во градинки немаше во Велес, тогаш може би имало, ама не сум одела. И, значи, уште на 5 години јас почнав да одам на училиште така, незапишано, со мојата постара сестра. Благодарение на неа, нели, благодарение на тоа што ме прифати таа учителка тогаш, а и целиот тој наставнички таму колектив и учениците, јас почнам да одам на диво. Првото полугодие јас на диво го истерав, така, со кеса една обична, одев и учев. Уште тогаш покажа големо интересирање за учење, за знаење и дарба за пишување и мене како се вика тоа, покусно, опитно, нели, некои ученичи ме носеа од клас во клас да ме покажуваат како сега она толку мала, толку знае, убаво пишува, а вие не. Значи, тоа се сигнали некои кои веројатно стигаат и до мојата свест и јас знаев дека не знаев, чувствував. Чувството е еден тип на свест. Некогаш не мора се да претвориме веднаш во збор, ме разбирате? Значи, во стварноста, во историјата, за човекот и за заедницата постојат нешта кои се уште не го добиле своето име, не се именувани. Значи, тие постојат и пред да бидат именувани, а некогаш постојат и вон именувањето. И така, тогаш, јас не сум мислела баш дека тогаш ќе бидам поет, да кажеме, меѓутоа, јас чувствував дека уживам кога седнувам да пишувам и почнам да пишувам за теми кои ме возбудува. Дури денес вие апелирате до поетите и велите чуму поетите ако тие остануваат неми на слободата како една универзална вредност, некако како целата македонски идентитет, целото македонско естетичко искуство како да се создава едно перманентно спротивставување на насилството. И еве во
од времето неодамна бев на една ваша конференција која што вие ја организиравте во Ману, која што се зборуваше за македонскиот идентитет и македонскиот јазик од своите почетоци кои датираат од 9 век, па преку Охридската книжевна школа и драматичните столетија на панбулгаризација, пансрбизација, панеленизација до преродбата. Зборувавте за она мисиркова свест. Денес апелирате на поетите тие да се јават. Дали се подготвуваме ние во една уметничка смисла или треба да се подготвуваме за една нова преродба? Да, во право сте, мислам. Јас сметам дека да се биде уметник во сите области, ама особено во уметноста на речта, тоа е книжевноста и поезијата како есенција на книжевноста. Оти полесно, знаете, со одредени вештини научуваат, се оспособуваат луѓето да напишат, да кажеме, некоја проза, која понекогаш е на границата меѓу биографското, автобиографското и фикционалното, нели? Имагинарното и големата проза. И полесно се вклопуваат во прозниот говор, а потешко во поезијата. Поезијата сепак, ако е добра поезија, нели, треба да биде есенцијална во многу нешта. И сега ние се соочуваме со ситуација кога она што е убавото и најсилното од најчистото како говор, како во уметноста на речта, значи во книжевноста, поезијата, да биде прашање на игра или на некоја вештина. Веќе седнам ја сега на било која тема, нели, нешто ќе играм со зборови и ќе пишувам, при што се смета и на ефектот на неразбирање, на херметичност, нели, не мора сите да ме разберат, ама важно нешто интересно и личи на поезија. Има стихови, некогаш има и рима. Јас сметам дека поетот треба да биде навистина многу чувствителен, хиперчувствителен, надчувствителен и што не значи дека треба да регистрира сите настани дневно политички, ама животот и општеството не се само политика, тие се, нели, од физички свет до метафизички свет. Ние сме луѓе кои чувствуваме најразлични емоции и чувства, од љубов до омраза, до гнев, до патриотизам, до, нели, мајчинска љубов и така натаму. Љубов, вие знаете како во речем условно сега, старогрчкиот јазик имате поделба на три, или филозофија имате поделба на три типа на љубов. Едно е пријателство, филија, друго е агапе, обожавање, и трето е ерос, кој подразбира страст, копнеш и така натаму и така натаму. Значи сега сите тие толку дадени на човештвото, на човекот од Бога или од природата, да ги почувствува и за нив да се искаже на совршен начин, за да допре до срцата и до душите на луѓето, и нашите поети пишуваат нешто, повторуваат пароли некои празни или имаме празнословие. А особено во услови во кои што се наоѓа Македонија, каде што навистина е засегната душата на Македонија, навистина сме во ситуација да се прашаме каде понатаму отисме до работ, и ние да бидеме до тој степен рамнодушни за да не покажеме никаква емоција од било кој од овие типови, а јас мислам дека тоа чувство за опстанок е дури некој посебен тип на љубов. Разбирате, дека можеби е тоа четврт тип на љубов. Тоа е опстанок на поединецот и на нацијата и на пошироко нададена една заедница, културна, јазична и така натаму. Ние во последно време, мислам последниве 10-20 години особено, излезот го гледаме во одење во висини, во смисла бегање од државата. Напуштање, не се бориме да си го сочуваме домот што некој ни го подарил, го создал, ели, вложил во тоа многу надежи, многу крв, многу знаење, многу умење, многу дипломатија и така натаму, традиции
кои во крајна линија немаме мандат, немаме право да ги заборавиме и да ги избришиме, и сега одеднаш ние бегаме и го оставаме домот испустен и празен, и тука секој може да се всели. И нашите, нели, политички, не знам како да ги наречам, елити, не гледаат проблем дека сосема, нели, ќе го решат тој проблем со проблемот што ние сме си го создале, ќе го решат со доведување на пример на работници или на, не знам, население од друга планета. Значи, ние треба да покажеме дека сме свесни, дека чувствуваме таа стварност, затоа што човекот чувствува со телото, со мирисите, ние чувствуваме кога е загаден воздухот, па тоа не повредува, па тоа не тера да мислиме дали сме смртни, дали некој не убива тивко, дали можеме да се одбраниме, како да се одбраниме, што да преземеме. Ние чувствуваме со вкусот, каква храна јадеме, така натаму, ги чувствуваме луѓето како мирисаат. Ќе заклучиме за тоа нешто, како да ви кажам, нешто ќе го боготвориме, нешто ќе го понижиме, нешто ќе се обидеме да го санираме, затоа што оваа Македонија мириса убаво, има убави природни мириси. Зошто ја сведовме на тоа да биде извор на, не знам, на одредена реа која не е природна и таа не опоменува. И сега поетот, сега да не редам, јас така можам многу примери да дадам, нели, ние сме и тактилен народ, тоа го покажува нашата народна традиција, ние сме многу музикален народ, нели, тоа многу специфична музика, каде што сигурно има нешто сосема автохтоно, но има и места каде што се испреплетуваат одредени музички сензибилитети од народите со кои што сме доаѓале во некаков контакт, а тој контакт не е само во соседството остварен, туку и многу широки простор. И така сега нашите поети одеднаш не пишуваат, пишуваат на тој начин што во нивната поезија нема рефлексија, нема оција од ништо што препознаваш како битно човечко. Туку се е некои најмаргинални, ефемерни, така. Да, велите и самата дека поетите не треба да се жртви на ефемерноста, туку да пишуваат за хуманост или слободата, дека слободата е универзален закон кој што го заслужува секој човек. Во Хаико елегии, каде што целата европска поетска јавност пишува за вас и глорифицира вашата поезија, велите љубовта почнува дома, а ако нема љубов, треба да си најдеме нов дом. И кога е за музиката, велите на едно место дека пожарот е во речта, а пламенот е на небото, сега парафразирам, ќе ми извините, и дека од пожарот и пламенот се создава таа најубава музика во творењето, ако се земе предвид дека и музиката и поезијата имаат еднакви естетички вредности, ритамот, римата. За која љубов станува збор во вашата барем поезија? Тој Венко Антоновски дури во критиката, во воведот на вашата наврвна јазик, вашето ново, вели за која љубов, и тој го поставува кога ако битието е во литературниот јазик, а надбитието е во поетскиот јазик, значи визионерското и она реалното, идеалното и ова реалното што го имаме. И тука се наоѓа судирот и во самата уметност го имаме судирот на идеалното и реалното. И сепак, вие сте и научник и поет, како научници доаѓаме, вели тоа и Фроид, до брегот на езерото, а како поети ние пливаме во длабоките води на познанието, на поетскиот јазик, и самата во едно место велите дека поетскиот јазик е визија всушност, и дека тоа е... Значи, бидејќи претходно дадовме некој мал увод недоговорено, нели, како беше фактор изненада, ненадејност. Значи, за љубов така. За која љубов јас пишувам? Прво, јас се обидувам што и да го правам со љубов. Ако го правам со гнев, со бес, со омраза, нема ништо од тоа да биде. Разбирате? Значи, дури кога се спротиставувам кон нешто, јас се обидувам да се спротиставам преку визија за тоа како би можело да биде подобро и доколку ги посматраме нештата љубовно. Е сега, има фази, има циклуси кога да кажеме
сум преокупирана, например, со патриотското, тоа е последниве 2-3 години и во последната книга се чувствува тоа, нели? Има таму теми кои буквално ја опеваат Македонија, но тоа како линија тече тематска уште од пред 20 на години. По сите мои книги тоа се покажува во тенок, мраз, мои страсти, мои страданија и така натаму. Потоа, например, имам една посебна љубов, тоа никогаш ништо не умира. Љубовта не умира, знаете како. Може само да се надогради со некоја друга или со некое друго сознание. Например, астрологијата ми е љубов, ама тоа значи дека ми е љубов природата, односно универзумот. Тие невидливи закони, ние мислиме дека ако нешто не го знае човекот и човештвото и науката, таква каква што ни е ограничена во споредба со тоа што јас сметам дека постоеле некои цивилизации многу понапредни од нас и знаеле многу повеќе од нас, ама ние така некако суетно мислиме дека ако ние нешто не знаеме, тоа и не постои. Не е точно оно што пред малку го кажав. Ако ние не го знаеме тоа нешто и ако не сме му дале име и не сме го проучиле, не значи дека не постои. Е сега, тој простор значи на наблюдување на се што е звездено, небо, исто така бил извор на цел циклус на моја поезија. Сите планети, сите фази на месечината, зошто, како, што тоа значи за човекот, за поединецот и така натаму. Оти како е на небото, така е на земјата, нели? Да. Оти ние за да го спознаеме човекот треба да го спознаеме тоа што е вон од земјата, тоа што е вон од човекот. Или имате теми, например, кои се крајно сакрални и метафизички. Мојот избор поезија во Подгорица, кој беше адаптиран на црногорски и испадна убаво издание едно, има наслов Профани и сакрални поезии, и песни. Песме профане, песме сакрална. Значи, колку што имам профани, кај што зборувам, например, за Джордано Бруно, например, за тоа како некои јазици умираат на сите оние кои што се умислуваат дека нешто, нели, во светот прават ново, ако му нанесуваат зло на човештвото, они ќе бидат во таа смисла. Ќе бидат дел од минатото. И историски теми како за Константин Миладинов, некои мои мистификации, нели, како Константин го пишува писмото од затворот во Цариград. Ама јас во мојата имагинација, нели, си замислив како би изгледало тоа да пишуваат писмо, да се обратат на македонците за да ги освестат после век и пол или 2 века, нели, туку речи за важноста на традицијата и за тоа колку голем народ сме ние. Голем народ не е по бројот на популацијата, туку по својата духовност и по тоа што оставиле како трага во јазикот и во минатото. Македонскиот јазик е преполн такви траги. И така натаму, значи, може да има песни за мојата љубов спрема синот, да кажеме дискретно, или овие сакрални песни во кои што јас одлучив концептуално, значи свесно, ама и чувствувајќи го тоа со години длабоко во мене, дека и тој топос на љубов боготворна, да речеме условно, ама низ призма на православните, главно, христијанските исто така, обичаи, традиции, култови, ритуали, да напишам една поезија, да видам дали поезијата може да опстане, да поднесе тежината на таквата мисла. И така, тоа се значи различни видови на љубов, се е љубов. Апсолутно. Во крајна линија. Професорке, сакралното и патриотското како постојано да ве интригираат во вашата поезија, па неодамна целата македонска јавност ја дигнавте на нозе, сите портали пишуваат. За вас, дека ве ја прогласија вашата песна најубавата, но и најтажната песна некогаш напишана за Македонија, Жртвеното јаре. Мислите ли дека навистина не само во имагинарното, во поезијата и во стварноста, жртвено јаре ли, се извинувам, стара Македонија? Да. Јас на времето кога почна да се распаѓа Југославија, навистина бев многу растребожена во тој медиумски, како се вика тоа, дискурс, дека штом се прогласиш себе си за жртва,
и дека си нели на некој начин неправдан, дека тоа ќе поттикне одредени негативни чувства, емоции, интеретнички, меѓунационални и така натаму. И тоа е точно дека се случува и такво нешто. Меѓутоа, прашањето е суштинско, дали навистина некој е ставен во улога на жртвено јаре и дали прифатил да биде жртва за нечи геополитички, геостратешки, лукративни, криминални, криминогени и така натаму интереси, ми разбирате? Значи, тоа е битното. А страшно е што сме се ставиле во таква улога на жртвено јаре. Инаку таа песна е напишана, јас го сакам, например, Сеферис Кавафис или Кавафи од грчките поети најмногу, и ги читам, и имаме една песна напишана за Кавафи, например, за неговиот живот, како јас го рекреирам на поетски начин, нели? А една песна на Сеферис, вика, се обраќа до Грција и вика: Грција, колку многу ми нанесуваш болка, до кога ти ми нанесуваш оваа болка, нешто така. И јас тогаш се охрабрив, така, на некој начин тоа беше поттик еден, за да седнам да го напишам она, да го искажам со збор, да го обликувам во песна она што со години претпоставувам сите ние го чувствуваме, не само јас, ирелевантна сум јас. Битно е дали низ мојата песна проговорува некоја состојба и свест на мојот народ или на пошироко на една заедница или на луѓе и на мнозинството и така натаму, и на одредена група луѓе. И така проговорив јас, и навистина ние 22 години сме на работ на патолошка една состојба. Ние сме полуболни, ние сме повредени, ние сме истравматизиран народ, зашто порано ние дискутиравме за уметност, за забава, за шетање, за откривање на Вселената, за откривање на изворите на задоволство на човекот, меѓу другото на спознанието и безпознание, чувството на спознание дури и во вера. Дури во верата е најважно, ме разбирате, љубовта таму е спознание, кога ќе ти дојде едно откровение за нешто. Значи, додека ние бевме на таква една фина генерација во југословенското поствоено време, посветено на уметност, на филозофија, на метафизика, на спорт, на забава и така натаму, мислам на забава така во една на комуникација една меѓучовечка нормална. Денес ние разговорите ги претвораме во дневно политички, меѓу себе се влегуваме во конфликт, воопшто конфликтот кој постои на општествено ниво и меѓуетнички и внатре македонски се рефлектира на некој начин, се огледа како во прекршено огледало во сите нас групи најразлични, нели? И буквално се стана причина за раздори и за конфликт кај нас. И ние, а не гледаме решение, јас како што ви реков, гледаме решението од како во бегството, за жал. Мислам, немаме некое чувство на, знаете како лав, како лавица кога си го брани сопствениот дом. Ние треба да се претвориме, нашиот символ е лавот. Зошто не си го чуваме домот? Зошто не ја чуваме таа правото на сопствена слобода? Нашите луѓе на времето ги викале слободните луѓе, тоа го пишуваат Бирнсворт на почетокот 1903 година есента. Нели, дојден од Британија, следел веројатно дека настаните и така натаму, ја пишува таа позната книга за каде што меѓу другото за македонците вели дека они се многу приврзани за својата територија, за црквичката мала, за нели сиромашните села и така натаму, ама за домот, за семејството и за црквата, за верата, кои ги држале тука, ама во своите спевови, во фолклорот и во нивната колективна свест македонците биле слободни луѓе. И они вика еден ден повторно ќе бидеме ние слободни луѓе. И ние наместо денес да градиме таква некоја култ на слободата, без да повредиме некој други, ама во крајна линија, како да ви кажам, вие не може ништо да биде тотално невино. Нели? Апсолутно. Ама сепак треба да не дозволиме да бидеме до крај жртвено јареот и до крај жртвеното јаре не е само искушението на Аврам и Исак, па ќе се појави виша сила, Господ и ќе
ќе каже доволно беше ми докажа дека си верен, па еве ќе го спасам детето, нели? Ќе го жртвувам на анималното јаре, а не и твојот син. И ние, наместо да дојдеме до таква некоја свест да изградиме и да самите си помогнеме како луѓе со помош на конечно на праведното човештво во светот, ние некако, велам, така сме травматизирани, тонеме во својата траума и почнуваме еден со друг сите да се стимулираме да бегаме надвор од државата. Јас сум против тоа, јас сум за да се преземе нешто со умните луѓе тука, од и народот кој е немоćен да промени ситуацијата. Очекува од тие умни млади луѓе што сме ги создале овде и кои потекнуваат од тука и кои се школувани тука, да се вратат и да направат нешто, да биде овој живот тука подобар, не? На едно место велите дека Македонија стана резба на резбите и нема веќе место за резба на незиното кревко тело, како се чини дека едните исти мизантропи постојано да се изживуваат на тоа тело, и велите дека Македонија стана приказна во приказните на меѓутоа на другите народи. Ќе се избориме ли со кои средства за нашата приказна, или за не случајно го споменав и Крсто Петков Мисирков и онаа година кога беше толку травматична за нашиот народ, кога во исто време беше во крвзадушено илинденското востание и кога во центарот на Софија гореше она Мисиркова свест за македонските работи, кога гледаме дека поетите и нашите научници уште во тоа време биле амбасадори на македонската култура и на македонскиот идентитет, она што Блаже Конески кажа дека Охридската книжевна школа не е само статично место каде што излегле 3500 ученици, туку тоа е еден духовен континуум и наша обврска, како и вие тоа апелирате постојано и сега во емисијава, обврска е да го продолжиме тој духовен континуум и со духовни средства да се бориме како што се бореле од Крсте цела една плејада на преродбеници кои работеа и на емансипација на македонскиот јазик и работеа и на оформување на нашиот културен идентитет. Јас би кажала во однос на тоа прво дека еве годинава се наполнуваат 120 години од објавувањето за македонските работи. Во исто време се наполнија минатата година во ноември 120 години од основањето на Македонското научно литературно другарство во Петроград. Прв потписник на актите за основање на тоа друштво или другарство е Крстен Мисирков, после Димитрија Чуповски, кој инаку е двигателот на целото тоа друштво, меѓутоа Крстен Мисирков, значи уште тогаш представувал авторитет во областа на филологијата, бил многу образован и се препознале како сродни души и како сродни свести и заедно со 17 колку други оснивачи, доктори на науки меѓу нив, претходно членови на други друштва и списанија од Белград, например, и така да не влегувам во фактографија, го формира тоа друштво со кое што во чиишто акти тие ја кажуваат македонската приказна. Коментирам ова што го велите, дека сме приказна во приказната. Нивната приказна, например, никогаш не посегнуваат бугарите да ја преземат, да ја усвојат како своја, затоа што е таа чисто македонска. Таму нема двоумење. Прво, таму нема воопшто никаков тип на страв или или двоумење дека дали имаме ние историски континуитет во илјадници години уназад или немаме. Напротив, они ја преземаат тезата на Ѓорѓија Пулевски, неук, самоук, човек кој што ја напишал првата голема македонска современа историја, ама повикувајќи се на библиските времиња. Значи се обидувале тие наши интелектуалци од пред еден век и пол скоро од Партени Зографски наваму, значи 170 години се во прашање, да го востановат историографски и во историската приказна или наратив тој македонски континуитет на овие простори преку културата и преку јазикот првенствено, нели? Апсолутно, преку јазикот.
И сега ние дозволивме бугарите во собствената национална приказна да ја вметнат македонската и да, не знам, дали да покриваат собствени празнини или напросто од некои хегемонистички погоди. Грците си им дозволивме цела епоха да ни откраднат, иако ние можеме да кажеме дека имаме споделени места на меморија со грците, оти и они имаат со античките македонци, меѓутоа немаат право да ни го оспорат нашето право на меморија, а и конечно на воспоставување на континуитет со антиката. Кој е смислата на тоа оспорување? И сега ние станавме приказна главен фокус наративен историски на грците, кој што на времето, мислам, еден добар дел од водечките личности ги мразеле македонците, во нив гледале нели опасност, освојувач, не окупатор, ама сепак некој кој ги покорил затоа што имале силна смисла за државност, за организација, за војска, за освојување на светот. И станавме дел од грчката приказна, станавме дел од бугарската, делумно и од српската сме биле во минатото. Сега на крај се случува и дури во албанскиот наратив да влеземе. Мислам и да се промовира еден, да се, како да кажам, да се вметнува во јавноста, во медиумите и во политичкиот говор дека македонците се дојдени кој знае од каде некаде, а они се некои тука домородни и врз основа на тој критериум кој е тука автохтон, кој не е, нели сега вие имате право или немате. Прво ирелевантно кој е во крајна инстанца за сега да имаме сите еднакви граѓански права, ирелевантно е дали некој автохтон или не. Се вклопил тука, создал тука простор за живење, дом свој и ќе се договориме како ќе живееме, ама под одредени правила кои се светски, меѓународни, ме разбирате. Ние сега не живееме по тие меѓународни критериуми. Тоа е жалното. Да ве прашам и нешто, па ќе се вратиме на националната стратегија за која што се залагате. Во литературната политика и во националната политика на Бугарија постои една тенденција да македонскиот литературен кружок кој што постои во Софија, инаку неофицијална ВМРО Бетинета, тоа се нашите поети кои што пишуваат на бугарски јазик, меѓутоа во секоја нивна поезија, како и во вашата, се слуша плачот за Македонија. И тие тоа го злоупотребуваат до таа мера што имаме и некои други несреќни изјави дека Гоце Делчев бил бугарин и така натаму. Потребна ли ни е во тој контекст една строга национално литературна политика за употреба на македонскиот јазик и дали воопшто за употреба на македонскиот јазик треба да зборуваме со национални стратегии, затоа што таа е прима матер, нашата држава, и дали тоа, како во сите европски поголеми демократии, каде што мајчиниот јазик е доминантен и се подразбира и треба да се зборува во секој дел во државата, дали кај нас тоа некако како да представува исклучок? Ние воопшто немаме јасно дефинирани стратегии, односно тоа што го имавме соасно дефинирано како многу прецизно, јасно и праведно и во склад со важечките европски и светски норми, ние денеска го на некој начин го маргинализираме, отстапуваме од него, дури да речем го прекршуваме. Значи, според главно големите држави европски кои за чија што историја е колониалистичка, ама и воопшто во теоријата на литературата е усвоено едно правило дека штом се пишува на еден јазик, таа литература на тој јазик има право да ги приопшти и писателите кои се по потекло етничко или расно или не знам кој друго, не припаѓаат на матичниот народ. Например, Франција го прави тоа. Сите кои пишуваат на француски во Африка, по островите каде што доминирала Франција, значи или се асимилирале во Франција, а по потекло се нешто друго, тие ги сметаат и за, нели, дел од француската литература, ама од тие други простори. Разбирате? И тоа е едниот пристап и тој држи од литературата е јазик,
штом почнете да пишувате на тој јазик, вие на некој начин се интегрирате во таа литература. Ние имаме во Македонија такви писатели. Влада Урошевиќ е, например, по потекло не е, да кажеме, да, има српско потекло, меѓутоа пишува на македонски, него го преведуваат на српски, на хрватски и така натаму. Меѓутоа, он си е македонски поет и да не редам сега други примери. Меѓутоа, од друга страна, држи тезата исто така дека, например, а никој не рекол дека се тие, они може, мислам, тие писатели кои пишуваат на француски јазик или на бугарски јазик, например, еве во случајов на француски, никој не рекол дека се французи како поетничко потекло или национално, ме разбирате? Не ги присвојуваат како такви. А Бугарија што сака да направи? Само затоа што тогаш официјално во институциите, во школството, во делумно во политичките и државните институции, војската што ги имале, оти немале целосна државност, они во крајот на 19-тиот и на почетокот на 20-тиот век, нели, после монархијата кога се создава и започнуваат по целосниот распад на Отоманската империја да имаат своја држава и нормално е дека они ги наметнуваат со институционално, нели, го наметнуваат македонскиот јазик, да не навлегуваме во нешто друго. Меѓутоа тоа не значи дека Гоце е бугарин. Прво, Гоце е роден во Отоманска империја, он е поданик на султанот. Он е по потекло од македонци или македонски словени, наречете ги, од Егејска Македонија. За мене е најбитно дека Гоце живел, се борел, конципирал, значи буквално се посветил на идеалот за слободна Македонија. Во таа смисла Гоце, например, ги предава националните интереси, националниот интерес на Бугарија. Зошто Бугарија толку се бори да го слави Гоце, кој не се борел за Бугарија, туку напротив се борел против обединувањето со Бугарија. Ме разбирате? Тоа се тие апсурди современи, значи перверзни, не знам, изопачени квир политика една која ги изопачува нештата. Значи може некој Димитар Талев за мене пишувал на бугарски. Па после 16-17 колку години бил тој по тие логори, затвори, па едва и го рехабилитирале на крајот на животот, затоа што се залагал за автономна Македонија. Целото негово уметничко дело е опис на Македонија, тој прилепско-битолски крај, кој е синоним за цела Македонија, на македонскиот народ и за Гоце има и роман. Значи, буквално идејата за Македонија, кога би бил преведен соодветно на странски јазици, он би ја проширил идејата за Македонија и за тој македонски народ кој се бори за некаква своја држава, автономија, слобода, човечки права и така натаму. И сега бугарите го присвоиле и нормално дека таму, како да ви кажам, просто институциите ги асимилираат луѓето и они за заштита на својот живот прифаќаат одредени дури во таа држава кога живеете вие примате граѓанство, ама едно е граѓанство, друго е што си ти по потекло и каква е твојата самосвест за тоа што си и кој си, ме разбирате? Апсолутно. Така. Знаејќи го вашиот космополитизам, да не дадеме некој погрешен впечаток, вие сте за мултикултурно општество, да живееме со сите, само не дозволува, барате да се биде свој на своето, велите дека би сакале да живеете со сите, меѓутоа ние не смееме да станеме слуги под чизмата на други народи, соседни или кои што живееме, туку да се знае нашиот идентитет, нашиот јазичен идентитет, нашата култура. И на едно место велите дека македонскиот јазик лута низ светлите улици. Како тоа го објаснувате? Затоа што македонскиот јазик е такво наследство од пред илјадници години и тој е во основата на словенските народи, како некаков субстрат, нели, од кој што се издигнале кодифицираните јазици на народи, на една огромна пансловенска нација која не се востановила, нели, како нација во една држава, не создала своја држава во 19-тиот век, кога сите други европски народи се обединувале, иако различни, и тоа сосема различни, како во Велика Британија, како во Шпанија, например, па и Франција,
од различни народи создале големи нации и усвоиле одредени заеднички принципи, конвенции како да функционираат успешно како држава. Словенските народи од X причини, нели, околности, тргнале по друг пат, сите создале своја држава, меѓутоа јазиците останале блиски. На времето во 9 век секој секого можел туку речи да разбере, нели, кој бил дел од некој словенски народ. Денеска се оддалечуваат малку некои јазици, меѓутоа сепак со малку напор можеме да ги научиме другите јазици и така натаму. И сега, значи, јас сметам дека основно е да ги почитуваме конвенциите кои важат во Обединетите нации за сите народи, па и за нас. Функционална држава, демократска, не може да биде мултиетничка држава. Демократијата не е етнократија. Ние направивме етнократија. Значи, ние сме пример за парадоксална држава. Затоа не сме успешни. Ние дозволивме со закон Бадентерово мнозинство или позитивна дискриминација, зашто јас сум пишувала многу. Значи поединци, малцинството да одлучува за мнозинството. И денес имаме ние малцинска македонска влада, мнозинска албанска. Значи јас не сум против ниту еден народ, ниту еден граѓанин, но сакам по однос на јазикот како фактор на обединување на државата службено и работно да биде еден јазик, а културно, образовно може да има, нели, повеќе јазици, затоа требат и дополнителни финансии и средства и така натаму. И тоа ние сме го имали и пред Охридскиот договор, да се разбереме, и во Југославија го имавме и образование основно, и театри, и медиуми телевизиски, радио и така натаму. Не беше забранет ниту еден јазик. Јас сум за функционална држава по принципот на другите водечки европски држави. Зошто тоа не го примениме? Зошто имаме партии на етнички принцип над 30, над 40, не знам колку ги има, не се бројат. Еве Бугарија, во кој, како да кажам, во каква состојба дојде, не можат собрание и влада да формираат. Мислам, собранието, ајде, ќе се состане, ама влада не може да изберат, зашто и они почнаа со тоа плури демократски систем. И големите успешни демократии имаат по две партии. И имаат некоја трета зелена, така, за да... Значи, Македонија, се додека не почне да применува вистинска демократија, каде што сите ќе сакаме прво Македонија, сите ќе се чувствуваме како македонски граѓани, а на второ место ќе ни биде по потекло што сме како сме, во која што македонскиот јазик, според првиот наш устав и од Југославија, ќе биде, како што и предвидувале македонското научно-литературно другарство, македонскиот да биде тој јазик на етногеографската територија на Македонија, бидејќи живеат и други заедници, ама да биде обединувачки фактор, значи во сите државни институции да биде тој јазик на употреба главна и за комуникација со странство. Ние денес имаме со законот од 2018-19 година нарушување на меѓународни принципи и нашите не се залагаат, нели, дури и Венецијанска комисија кажа дека тоа не е правилно. Ама ете ние продолжуваме упорно по патот на нефункционалност, значи стануваме упорно нефункционални, ама за сето тоа се одвиваат некои процеси кои се многу добро промислени, нели, и кои воопшто не штитат никаков државен македонски интерес. Значи не само национален во тесна смисла на зборот македонски, етнички, етнокултурен и така натаму, туку не го штитат дури ни државниот, државата ние на некој начин свеста на државата кога ќе ви се подели. Нели, почнавме наеднаш ни во 19 век не сме имале толку многу друштва бугарски или институти бугарски или пропаганда, книги, литература за тоа дека македонците се по потекло од бугари. Ви се молам. Значи тоа го дозволува оваа држава наместо да го санкционира. Странските пропаганди како да се посилни од кога и да е сега. Да, пропагандите во време. Сакам да Македонија има за пример современи европски мултикултурни демократи, еве во Швајцарија, има се германци, французи, италијани и така натаму, кои што меѓутоа сите се швајцарци и сите се лојални на својата држава Швајцарија. Имаме и малку знаете како
мимо закон може да кажам. Швајцарија е кантонизирана, ама во секој кантон официјален јазик е еден, за да може да се функционира. Точно. И кај нив има консензуална демократија, но Швајцарија е богата. Швајцарскиот национален интерес е на некој начин интерес на меѓународната заедница и затоа тие засега обстануваат. Инаку консензуалната демократија е многу скапа и нефункционална, бавна, спора и така натаму, но сите тие народи кои се во кантоните, освен да речеме ароманскиот, ама они се нешто друго како заедница, сите си имаат матична држава, французите си имаат матична, германците матична, италијаните матична. Ние македонците, кога би се кантонизирали, а веќе сме кантонизирани на еден благ начин 2004 година со територијалната реорганизација, ние доаѓаме во ситуација кога на вистина македонците својата матична постојбина ќе ја изгубат, оти се работи забрзано, интензивно на демакедонизација на Македонија. Како да го исправиме белгискиот модел на вечно скарани народи. Како и да е да го заокружиме овој прекрасен разговор, јас луѓето кои што не ве познаваат, сакам да им кажам дека да ве познават човек вас и да разговара е како празник, како некоја светлина. Вие сте целата поезија, таа хармонија на ритм и совршенство, на како спојот на аполонистичкото и дионистичкото, на едно трескавичко, страстно творештво, се соединиле во едно совршено уметничко дело, а тоа сте вие. Ви благодариме. Благодарам. Јас само да кажеме, може дека овде пред нас е двата тома на мојата собрана поезија во издание на Ману, значи од 1975 до 2021 година, па се надевам дека наскоро ќе бидат. И да промовираме и новата книга, ќе ни дојдете повторно на врв на јазикот во издание на Арс Ламина. Ви благодариме многу за овој инспиративен разговор. Благодарам. Пријатно.